Продолжуваме со разговор во студиото, малку заеднички да ја подигаме свиста кога станува збор за собраќајот. Ова утро ни е гостин господинот Дејан Андоновиќ, кој што ни доаѓа од Републички совет за безбедност на собраќајот и на патиштата. Господине Дејан, добро утро. Добро утро. Ни доаѓа нова година, празниците, кога малку сакаме да се развеселиме, па и по некоја чашка да ја испиеме, но тоа секако ја загрозува нашата безбедност, а и секако на нашите граѓани. Сите несреќи у животот, ако забележиш малку и направиш статистика, доаѓаат кога ќе ти падне концентрацијата, кога ќе се опуштиш поради позитивни или негативни причини. Доаѓаат празници, тие се позитивни, обично луѓето сакат малце да си дадат одушак, онака да се одморат, да се опуштат, па одат лежерно да излезат, лежерно ќе се напијат една-две пијачки, лежерно се ќе прават. Тогаш кога го правите тоа, лежерно може да дојде до собраќаен инцидент. Институцијата, ја која представувам, не ги лекува последиците, туку ги оттргнува причините, а не дојде до тие последици. Затоа апелираме низ целата година, во зависност од календарот на активности, сега имаме зимска кампања, имаме новогодишна кампања, апелираме до граѓаните поодговорно да се однесуваат во собраќајот. Што тоа значи? Го повторуваме нонстоп, луѓето велат од страна, па вие истото го зборите, да, ама и вие истото го правите. Значи, или волан, или чашка. Бидете мора да се одбере. Да се одбере. Не возите кога пиете или не пиете кога возите. Тоа е правило број 1. Правило број 2, секако следете ги пропишаните нели собраќајна сигнализација, пропишаните правила и прописи. И трето, проценувајте кога тргате некаде било каде, па дури и до излегување и до работно место, а да не зборувам за надвор од град, проценувајте го времето. Ако е надвор невозможно да се вози, немојте да возите. Едноставно одложите го патот, одложите го излегувањето, сето тоа се со цел да имате безбедно учество во собраќај, бидејќи тоа е таа собраќајна култура и јавна свест, да ја подигнеме јавната свест и да бидеме одговорни. Ако вечерва идеме од прослава од работа и пиеме, ќе одиме со такси. Зошто да одиме со наше возило? Значи тоа се мали некои детали кои прават големи трагедии. Така, па често пати ете велат, па не можеме да најдеме такси, чекаме многу или пак потоа од кога треба да заменат, полесно е нели со собствено возило да се оди, но тука секој пат некако сме научени дека се сакаме пред врата да стигнеме, ако може со возило да влеземе во ресторанот. Тоа е една лоша навика, затоа велам ја јавната свест треба да се подигне. Да, ма не можете ни паркинг да најдете, па кога ќе ги извагате тие две причини што не можете, негаторски, нели не можеме ова, не можеме она, тогаш доаѓате до ова, ајде подобро да чекам такси, него да чекам паркинг, бидејќи ако се напијам, ако конзумирам алкохол, ризикувам да направам некаков инцидент. И не се работи за тоа дали вас некој ќе ве фати вечерта да дувате или да ве види полицаец, па да ве запре, па да ви земе дозвола. Се работи за тоа и да нема полицаец, и да има полицаец, вие сами кон себе да бидете одговорни. Јас секогаш го давам примерот со пропишаната брзина на движење во град. Таа е 50 км на час. Значи побрзо некој проценил во собраќајот дека над 50 км на час возење низ улиците на градот е опасно, бидејќи запирачкиот пат од, например, само 10 км побрзо да возите 60, запирачкиот праг од 50 до 60 е 40 метра лизгање и ударот многу поголем. И вашата одговорност што е? Имало полиција, немало полиција, биле празни улиците, биле полни улиците, немојте да возите над 50 км на час. Полно пати ноќно време ако се враќате, празни се улиците. Одговорен човек вели, ќе возам 50, нема врска. Нема полиција, ама ќе возам 50. Неодговорен вика, ајде сега нема коли, ќе да стигнам побрзо, ќе возам 80. Токму тоа е таа собраќајна култура и токму тоа е таа јавна свест што ние ја повторуваме нонстоп. Има закони, има санкции, сето тоа има, но битно е вие внатре да сте подготвени и да имате став дека без разлика на се, јас сакам безбедно да се движам и сакам оние во моментот што се нашле во собраќај исто со мене да бидат безбедни, барем кога јас се движам, а истото и тие дали ја си го кажа за себе, па ја да бидам безбеден. Така да тоа е таа собраќајна култура и јавна свест, но се разбира. Има законски санкции, има правила и прописи, има пропушена собраќајна сигнализација и она што не е законски регулирано е собраќајна етика. Требате да бидете потрпеливи,